Добар ден, почитувани гледачи, поларните температури берем за Штип говорам ова попладне попуштија, фана југот познат во Штип, дувна и го стопи снегот, но топењето на снегот не значи дека додека беа поларните климатски услови не се работеше ништо. Особено тоа говориме заради тоа што знаевме овие денови славините дома да ги пуштиме да не ни замрзне водоводниот систем, па и покрај тоа и покрај за сите нешта, но се разбери за тоа што станува збор за водоснабдувањето како витална компонента на животот. Денеска наш соговорник во студиото ќе не биде директорот на јавното предпријатие ИСР, господинот Ангел Бојаджиев, со кого ќе проговориме за сите активности и планирани и реализирани, реализирани 2015 година, планирани за 2016 година. Ќе емитуваме видео вести заради тоа што цениме дека денеска имавме и други пресеци на денот, а како и секојаш емисијата започнуваме со крок и портрет на денот, она што досега како информации нашата колегите во информативната редакција го одработија. Да кажеме, претпоставам дека ви е познато дека Берово живее во поларна зима со температури пониски од -20. Беровчани се снабдиле со дрва, но затоа реагираат заради тоа што улиците не се исчистени, ниту е расфрлан абразивен материјал и затоа туристите кога доаѓаат помалку им е необично, прво ако успеат да дојдат до Берово, нели. Вирус го наполни детското оделение во Штип, во момент во таму се хоспитализирани 20 дечиња со сериозни инфекции на горните дишни патишта, а дополнително најмалку по 30 дечиња дневно се примаат амбулански. Штипското основно училиште Гоце Делчев очекува пари за 4 проекти, за 2 од нив се надева од програмата за меѓугранична соработка, односно за меѓуетничка интеграција, а се надева училиштето за пари од Министерството за образование, бидејќи е предвидено такви средства да добие 13 училишта во државата кои работат во мултиетничка средина. Нов проект 500 плацови по 1 евро за метар квадратен ќе се нудат за младите во Штип. Во моментов општината интензивно бара локација каде ќе биде лоцирана новата населба. Екстерното се излизга на мразот, полагањето достанеше околу 2 часа поради паднатиот компјутерски систем или информатички систем. Од училиштето се оградија од проблемот, а пак прелиминарните резултати од државниот испитен цертат ќе бидат објавени на 8 февруари. Реков денеска помалку сонце, помалку југ, максималната до 3 степени, вечерва не очекува облачно време, минималната треба да биде -1, утре облачно време, можни се слаби врнежи на снег во утринските часови и максимална температура до 7 степени. Ете, тоа е тој крок и портрет, ако може да кажеме, на овој денешен 25 јануарски ден. А овој ден можеби е пресвртница заради тоа што се топи мразот сериозно, па ние граѓаните можеме често пати и поинтензивно веќе да ги бараме бројвите кои се на јавното предпријатие и ИСР и од кои треба да очекувам услуга. Затоа денес во студиото се извинувам, го повикав директорот на јавното предпријатие ИСР, господинот Ангел Бојаджиев. Господине Бојаджиев, добре дојдовте во студиото на 60 минути на исток. Претпоставам дека овие поларните температури не предизвикаа посебни проблеми заради тоа што дури сега ќе можеме ние граѓаните, ако некаде не е замрзнато нешто, да се пожалиме, да ве повикаме, односно вашите екипи да дојдат на интервенција. Советувавте што можете да советувате, но најнапред кога го почнуваме разговор би сакал да направиме, токму почнуваме со водоводот, оному каде што е најкруцијално, што можеме да кажеме како помина 2015 година од водоснабдителниот сегмент на јавното предпријатие ИСР, кој има една конгломерат на активности, па чинам дека ова е по мене најзначајната работа во водоснабдувањето. Добар ден, благодарам на поканата на вашата ценета емисија 60 минути исток. Значи ние како јавно предпријатие, кога беа екстрemно ниски температурите, и кога падна првиот снег, излеговме на терен заедно со нашите екипи од јавна чистота, паркови, зеленило, комунална хигиена и за краток период го доведовме градот до совршенство. Значи и сами гледате дека тротоарите беа прекрасно исчистени, можеше да се минува, немаше проблеми кои што е имало во минатото, а што се однесува до водоводот, имавме неколку интервенции на пукнати водомери, значи пукнати цевки, меѓутоа сето тоа го саниравме. Тоа се тие така наречени ситни по домаќинствата. Да, тоа редовно се јавува кога се температурите ниски. Ние како јавно предпријатие, значи 2015 во водоводот, во секторот водовод и канализација ја поминавме доста добро. Значи изведовме некаде 4 километри канализациони и водоводни инсталации и атмосферски инсталации. Секаде онаму каде што градоначалникот на општина Штип
примариус магистар Илчо Захариев, заедно со општината врши асфалтирање, ние реконструираме на водовод, канализација и атмосферска канализација. А верувајте, не се малку тие улици кои што ги асфалтираше градоначалникот. Некаде 40 на улици се асфалтираа само во Штип. Не само тоа. Туку секаде каде што имаше потреби од нови линии влечење и тамо го завршиме. Значи, само ќе напоменам на Вардарск, на Пито Гури, Христијан Карпош, во Железничка Долна, Железничка Горна, сега ќе започнеме, значи во Долна Железничка изведовме некаде 1 километар водовод. Овде се асфалтираше за прв пат исто така улицата. Значи, секаде каде што има потреба од асфалтирање, каде што се асфалтира по тендер добиени, по завршени тендерски постапки, ние како јавно предпријатие менеме канализациона, водоводна и атмосферска мрежи, комплетно ги санираме, а се надевам дека на задоволство на граѓаните и на нивните повици, секој пат излегуваме во пресред, каде има проблем со водоводот и канализацијата, работиме на тековните дефекти, а се надевам дека и во иднината така ќе го запазиме како јавно предпријатие. Во 2015 година ќе реконструираме улицата Вардарска, Горна долна улица Вардарска. Говориме за сега за 2016 година. 2016 година, пардон, значи Горна долна улица Вардарска, комплетно водоводна. Тоа е од крстосницата со Пиринска. Да, долниот дол веќе е завршен. Горниот дол комплетно ќе го реконструираме со водовод, канализација и атмосферска канализација и веднаш после тоа ќе се асфалтира и ова улица. Работиме интензивно на приклучоците во канализационата мрежа во населба Караорман. Со години ова населба беше запоставена и не беше ништо инвестирано. Од избори на избори, на луѓето и само беше обеќано дека ќе се сработи нешто, но еве конкретно градоначалникот вети и ние како јавно предпријатие ветивме и еве излеговме на терен. И веќе се чувствува бенефитот од уклучувањето во канализационата мрежа, уклучили се многу семејства, некаде над 150-60 семејства. А веднаш после завршувањето на долниот дел ќе се асфалтираат сите 5 крака на улицата во Долен Караорман, исто така и во Горен Караорман, во горната населба на Караорман. Ќе реконструираме улицата на кај Промајата, од Промајата до Борис Кидрич, комплетно со атмосферска, водоводна и канализациона мрежа овде ќе се смени и ќе се реконструира и ова улица, ќе се асфалтира и сите улици сега точно во програмата, не знам, значи каде што ќе се асфалтираат, ние ќе работиме. Екипирани сме како јавно предпријатие, водовод и канализација работи максимално. Имаме добар раководител кој што го држи ово одделение и тераме напред. Во суштина Борис Кидрич е една од најзначајните улици, ако не најпроблематичната, заради тоа што се станува збор за сообраќајница која е витален дел од сообраќајот. Предпоставам дека ќе заедно со локална самоуправа ќе најдете начин како тоа да не представува проблем во сообраќајот. Па еве сега Вардарска комплетно ќе биде реконструирана. Таа улица е проширена со нови тротоари, е средена, ќе може сообраќајот да се одвие најверојатно од оваа страна за да може ние овде да работиме, да го средиме и овој дел кој што со 60 години сигурно не е инвестирано ништо. И кога говориме за водоснабдувањето и пред локална самоуправа, но и честопати го кажувавте, реализацијата на проектот за водомерите во Штип не би било на одмет заради тоа што оваа година ќе почне да го реализира. Тоа е голем проект, значи одбројуваме денови кога ќе се потпише договорот, значи се очекува наскоро за неколку дена да биде да знаеме кои ќе бидат изведувачите, бидејќи одобрено од Советот за јавни набавки и веќе огласен на 31 декември го огласија огласот. Значи во Штип ќе се сменат некаде 11.500 водомери. Тоа е на трошок на ќе биде на самото јавно предпријатие, односно ние успеавме да добиеме од 1 милион некаде 100.000 евра, успеавме да добиеме грант од Европска банка, тоа е на изработка на проект кој ќе бидат промената на водомерите ќе биде за бенефит на граѓаните, значи ќе се намали потрошувачката на вода, ќе добијат нов водомер, ќе има заштедена вода, а исто така и ние како јавно предпријатие ќе можеме точно да процениме кое домаќинство колку има потрошена вода. Во суштина воведувањето или инсталирањето, монтирањето на новите водомери ќе значи и поголема контрола на загубата на вода, каде што е еден од круцијалните проблеми секако. Со само тоа ќе се намали загубата на вода, а исто така и со новиот проект кој што е доста голем и значаен, ако не и најголем за јавното предпријатие ИСАР, а и за општина Штип, е инсталирањето на панели за струја, сопствено производство на струја преку сончева светлина, да произведеме струја, бидејќи ние како јавно предпријатие месечно, некаде само за филтерстаницата зборувам, плаќаме 2,5 милиони денари за електрична енергија. Овие 2,5 милиони денари ние сакаме да не бидат како рата, да речеме, за она што ќе се инсталира, кој чини некаде од 50 до 60 милиони денари. Значи,
да ни биде на 24 рати, да можеме наместо да плаќаме на евана за струјата, како рата да можеме да ги отплаќаме панелите, а после 2 години овие пари ќе останат во самото јавно предпријатие, 2,5 милиони денари месечно, се големи пари за нашето јавно предпријатие, ние сами ја произведуваме струјата. Веќе експертите излегува на терен, оценија дека тоа може да се изведе. Управниот одбор веќе ја донесе одлуката, ево утре треба да ни помине годишниот план за јавни набавки и ќе започнеме со постапка и на ова, ќе видиме дали ќе има заинтересирана фирма која што ќе се јави, ние ќе распишеме конкурсот меѓународен, можеби ќе се јави некоја меѓународна фирма која би можела брзо да делува, да го сето ова направи и ние како јавно предпријатие ќе имаме голем бенефит. Меѓутоа не ние само како јавно предпријатие, туку и граѓаните. Овие пари ќе може да ги усмериме во некои други проекти кои што и се потребни на самите граѓани на општина Штип. Кога говориме за водоснабдителниот капацитет на Штип, подолго време мора да признаете се порават напори да дојде вода од хидросистемот Златовица. Направивте таложници, направивте се што беше задача од проектот реализиран и со Џајка и со словенечките представници кои имаа грант кон јавното предпријатие ИСАР. Докаде цела тоа фаза околу вклучувањето на водата од хидросистемот Златовица во градскиот водоводен систем? Проектот хидросистем Златовица е голем проект за Источна Македонија и проект кој го решава снабдувањето на сите граѓани на Источна Македонија за 100 години. Значи и повеќе. Значи истокот нема да стрепи дека ќе се случи да немат вода. Да. Еве како што сами гледате, Пробиште веќе се снабдува од овој хидросистем. Свети Николе веќе се снабдува од овој хидросистем. Меѓутоа, ние како јавно предпријатие, тие ги поминаа пред нас тие процедури, има неколку процедури кои што треба да ги направиме, односно треба да има 4 последователни, значи испитувања да бидат позитивни резултати на квалитетот на вода. Веќе ние направивме 3, ќе направиме уште една, значи ја следиме водата, спремни сме да ја пуштиме целата апаратура која што е инсталирана овде во нашата филтрастаница безпрекорно функционира и ние набегаме од тоа кога ќе дојде моментот, бидејќи има потпишан договор со самото јавно предпријатие Златовица, каква вода тие треба да ни испорачат за ние да ја пуштиме. Ако ќе биде тоа испочитувано, ние веднаш ќе ја пуштиме водата од Златовица. Меѓутоа и овој квалитет сега што го имаме на водата од река Брегалница е со прекрасен квалитет и можам да кажам дека имаме најдобра вода во целата држава, со најдобар квалитет. Верувајте дека ние направивме некои испитувања, не ќе сега да ги нападаме компаниите кои што работат со продажба на вода. Нашата вода е поквалитетна од оно што ја купуваат граѓаните во флаширана состојба. И препорачувам на сите граѓани, значи да може да ја користат водата од нашиот систем. Ова кога говориме за пиењето на вода од водоводните системи, завчера гледав некој документарен филм каде што американците трошат минимум 12 милиарди средства долари за набавка на вода која експертите препорачуваат да не се пие бидејќи е пакувана во пластична амбалажа, туку препорачуваат да се пие вода од водоводните системи кои што се под контрола како што е нашиот. Па ние имаме поголемо искуство од американските компании со водата, бидејќи се понова држава тие од нас. Ние во секој случај ова е благопријатно заради тоа што некојаш помодарство е да се пие вода во шишиња од пластика, не знаејќи се што е нужно да се произведе таква вода. Водата од системот на јавното предпријатие се исправна во секој сегмент. Во секој момент е исправна, на време хлорирана, аерирана, значи сите процедури се поминати и сите испитувања, хемиски, бактериолошки, физички, значи водата е безпрекорно добра, една од најдобрите води во државата, кој што не предизвикува значи никакви проблеми, слободно може да се пие. Дури имавте резултати дека и без некои поголеми филтрации водата која доаѓа од бунарскиот систем е апсолутно податлива за не да може. Да, па некои да речеме некои користат и таква вода, како што ние не преработена, кога ние преработена ја даваме до нашите потрошувачи. И сега говориме за вода, има ли некои проблеми кои мислам дека како тесни грлови се јавуваат или се повтараат одредени проблеми во смисла на често пукање на цевки на одредени состојби, нужно ли да се зголеми профилот за да може да нема? Говориме за значи технички работи. Старата мрежата е доста стара и дотраена. Значи во минатото знаете дека има земено кредит за санација токму на овие водоводна мрежа, меѓутоа јас не гледам дека нешто променето и дека е нешто сменето. Значи ние секаде каде што има проблеми, комплетно ја реконструираме целата водоводна линија. Да речеме каде во Превек, на улица 25 имавме чести дефекти. Комплетно сменивме водоводната линија, веќе нема проблеми. Ќе смениме на Скоевска, Славонска Пожега овде, 25 мај веќе променета, Велко Влаховиќ и комплетно ќе бидат променети
сите водоводни линии овде во Превек и ќе се асфалтираат и тие улици. Значи ли тоа дека ги заменувате така наречените азбестни цевки со овие новите пластични, заради тоа што се повеќе од употреба се исфрлуваат така наречените азбестни цевки? Да, меѓутоа правено испитување дека азбестните цевки не се така штетни, бидејќи водата минува низ нив, не се задржува подлого време, значи не се штетни воопшто, меѓутоа тие се дотраени, знаеш, со нови испитувања веќе ние како јавно предпријатие секаде делуваме и ги проминуваме, бидејќи ни прават чести проблеми. Значи повеќе пари ќе дадеме за да отклониме некој дефект, отколку повеќе пати ќе се јави дефектот. Да речеме во годината на истата водоводна мрежа, како што беше на 25 мај, имавме некаде 13 интервенции. Секоја интервенција чини пари. Вака го променивме целото црево и сега веќе немаме проблеми на таа улица. А подобро некој радикална работа отколку цело време да се санира нешто што не функционира. Така е. Сега да се префрлиме на другиот сегмент, покрај овој водоснабдувањето можеби нешто пропуштивме, но претпоставам дека и да го пропуштиме во текот на емисијата ќе го повториме. Она што е исто така круцијална важност за јавното предпријатие ИСЕР, тоа е комуналната хигиена. Како помина 2015 и ајде после тоа да се префрлиме на 2016. Значи комуналната хигиена и јавната чистота ние овде исто така ги модернизиравме, набавивме 2 нови трактори, набавивме 2 нови камиони, набавивме 100 канти за смет од 1,1 метар кубен, комплетно, значи го сменивме распоредот на подигање на ѓубрето. На почеток имавме одредени проблеми, бидејќи имавме одредени дефекти на самите камиони, дотраени, значи имавме одредени проблеми, меѓутоа веќе гледате дека тој проблем е надминат, комплетно градот е цел исчистен. Од јавна чистота, значи вработените кои што се во јавна чистота работат беспрекорно одржуваат хигиената во градот. Улиците, како што сами можете да видите дека се чисти. Значи, Штип можеме да кажеме дека е една од почистите општини во Република Македонија. Меѓутоа, имаме одредени проблеми. Еве сега со самото замрзнување имаме тесни улички кај што не можат возилата да го подигнат ѓубрето на време. Меѓутоа, веќе тоа надминато, полека ги вративме тие реони кои што ни беа запоставени од самото невреме, бидејќи има реони каде што само трактор го подига ѓубрето, не може со камион да отиде да го подига. Имаше јавување овој период, значи имаше реакција од самите граѓани на нашиот инфоцентар 078 473 100. Имаше доста јавувања. И ние сето тоа каде побара самите граѓани, ние на време интервениравме и го подигнавме сметот. 2016 година планираме да набавиме уште 2 трактори во комунална хигиена и веќе старите дотраени трактори да ги лицитираме и воопшто да ги сфрлиме, бидејќи даваме доста пари за резервни делови на самите трактори. Ќе набавиме значи уште 2 нови трактори за исфрлање на смет. Ќе набавиме еден кипер камион, веќе постапката е во тек со кран, да може да обслужува и комунална хигиена и водовод овде ќе обслужува и паркови зелено. Овој камион ќе биде ставен каде нивна функција. Веќе тенерската постапка е во тек за набавка на уште 100 канти, бидејќи од 1,1 метар кубен, од 1,1 метар кубен, ние ќе засилиме таму каде што има потреба со нови континери. На постоечките локации кои што ни се дадени од општината, ќе ги засилиме и пред некој ден баш имавме и состанок со градоначалникот кој ми даде смерници на нашето јавно предпријатие како, значи на кои места треба да појачаме со поставување на овие канти и така да ќе се сета работа брзо нормализира и ќе се дојде во едно совршенство како што треба да биде. Говориме за собирањето на сметот и отпадот. Минатата година направивте и, ако може да се каже, некаква работна единица за селекција на отпад и понатамошна негова обработка со вашите партнери кои прават и контейнери и канти со кои се работувате. Значи, ова е голем проект кој е заслужен доста градоначалникот, заедно го истеравме. Проект кој што добивме донација машина, добивме донација мини возила за собирање на сметот, добивме донација од Пакомак за опрема, како значи да се обучи луѓето како да работат на преработка на отпадот и ја пуштивме фабриката. Верувате, за 6-7 месеци кога постои фабриката направи $1 милион приход. Меѓутоа овде не е сумата како сума приход. Овде наша главна цел е да можеме да ја подигнеме свеста на самите граѓани да го селектираат отпад, органскиот отпад посебно пет амбалаж, значи посебно се селектира отпад, посебно пластика, посебно стакло, посебно лим, значи со самата селекција на отпад, бидејќи за влез на Република Македонија во Европската унија еден од условите е да секоја општина почне да го рециклира и преработува отпад. Ние започнавме со мини фабрика, ќе надоградиме и ќе биде уште подобро.
Значи, еве веќе гледам дека почнува да проработува свеста на нашите граѓани, а ние ќе работиме се со цел за да го тоа подигнеме на повисоко ниво преку разни едукации, значи на самите граѓани, уште во самите средни училишта и основни училишта на дечињата треба да кажеме дека треба да се селектира отпад, да не се фрла било дека, а исто така и граѓаните, еве еден апел ќе упатам да отпадот го фрлат таму каде што имаме место во контејнерите, да не го фрлат до контејнерите или на друго место да прават мини депонии. Кога говориме за овој аспект, комуналната хигиена во рамките на јавното предпријатие работи и функционира, односно се одложува целиот отпад на депонијата Трештена скала, да нема некои новини во смисла заради тоа што целиот исток се подготвува за некаква регионална депонија. За сега не продолжуваме вака, на нашата градска депонија ќе да го депонираме ѓубрето. Меѓутоа се работи на тој проект на да заживее, да се значи сите од Источна Македонија да има посебни пунктови каде што ќе биде на едно место фрлањето на ѓубрето. Ние сега го депонираме се уште таму и таму ќе продолжиме. Еве сега моментално работиме на заградување, некои делови имаме одградени да убаво да ја заградиме градската депонија. Редовно имаме таму булдожер каде што отпадот се турка. Имаме одредени проблеми, значи овде често пати ни се пали ѓубрето, имаме барајки, нели, често пати се уништува и оградата, меѓутоа ќе засилиме таму со служба за обезбедување и ќе го доведеме тоа во недобар ред. Да не пропуштивме нешто за комунална хигиена, е значено да се каже. Па тоа е комуналната хигиена, работите во смени таму се работи во 3 смени, значи нонстоп не се камионите и тракторите излезени на терен, нонстоп се собира ѓубрето. Еден ден, 2 дена да не го фрлиме ѓубрето, верувате целиот град ќе биде преполки, се блокираме со ѓубре. Значи редовно се фрла ѓубрето, граѓаните треба да имаат трпение, дека некој пат ако се рипне некој район, значи за ден два ако се задоси, дека меѓутоа се трудиме максимално да излеземе во пресред со тие луѓе што ги имаме, значи со не нови вработувања, со постоечкиот тим, значи со постоечката механизација усовршено да излеземе во пресред, да бидеме и ние порентабилни, а и граѓаните да бидат задоволни. Господине Баџај, предлагам да се одмориме малку, да пуштиме комерцијални пораки, а потоа повторно ќе се вратиме во студиото да проговориме и за делувањето на другите работни единици во рамките на јавното предпријатие ИСАР. Пакет Маркет, ваш најдобар избор и за време на празниците. Зошто ние не престануваме да ви изненадуваме. Секој ден нови промоции, гратиси, викенд акции и безброј награди и изненадувања. Ете, затоа сме најдобри. Пакет Маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Вкусно и здраво, природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс Бирово во сите маркети на Китго, генерален партнер за Источна Македонија. Агромакс, едноставно природно. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Нада Меркур секогаш подобри од другите. Чајна Рефус ПКБ 389 денари, чаден свински врат Кики 275 денари, сирење Кравјо Хит 182 денари, Мерси 250 грама 204 денари, паштета Подравка 95 грама 3+1 гратис, чоколадо најлепше желе Вишна 31 денар, лак за коса Тафт 149 денари, фарба за коса Гарниер 136 денари. Нада Меркур, населба Сењак. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб порцелан, кади, џакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено. Во населбата Сењак, во приземјето на најубавата зграда во Штип, се отвори и најубавиот маркет во градот, Стандард.
Стандардно највисок квалитет и стандардно најниски цени. Стандард маркет. Најголемиот и најдобро снабдениот Home Center во Истокот. ПСС. Се за вашиот дом и градина. Санитарија, алати, косачки, апарати за заварување како и украси, жардинјери и бела техника. Дојдете и ќе се уверите. ПСС Home Center. Акција во Туш и до 70% попуст за вториот производ. Јајце 10 во 1, 75 динари, за купен втор производ 70% попуст или само 22 динари. Кисело млеко Мегле 29 динари, за купен втор производ 70% попуст или само 9 динари за парче. Маргарин софт на кристал 69 динари, за купен втор производ 50% попуст или само 34 динари за парче. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Новогодишни вибрации во Марвел. Еден цел месец попусти и до 30% на твојот совршен пар од колекцијата Есен зима 2015. Марвел. Од проект до реалност. Од идеја до најголем објект во Источна Македонија. Изграден од најквалитетни материјали, со многу вложен труд и енергија. Единствена можност за купување станови на 60 рати, без камата. Топ Инвест. Синоним за урбан стил. Стабилност и удобност на вашиот дом. Да живееме здраво, да живееме долго. Одлучете. Бидете здрави, пите Виватап. Купите го новогодишниот пакет Виватап во вредност од 834 динари во сите поголеми маркети. Празничниот пакет содржи 3 кисички плюс 1 кисичка гратис, а во секоја од нив има по 18 прочистувачи. Доволни се за 144 литри вода, па така 1 литар вода ќе ве чини 5,8 денари. Во морето од можности кои ќе ви ги понуди новата 2016 година, ви посакуваме да ги донесете правилните одлуки. Виватап, за вашето среќно и здраво семејство. Ја гледате емисијата 60 минути на Исток, во неа наш гост и ваш предсе, господинот Ангел Бојаджиев, директор на јавното предпријатие ИСА Роштип. Господин Бојаджиев, во претходниот дел говоревме за водоводот, односно водоснабдувањето како круцијален сегмент и за градот и за јавното предпријатие и комуналната хигиена, но јавното предпријатие има и други дејности кои секојдневно или ги гледам или не допират кога ќе започне времето за нивен ангажман. Една од значајните работи кои јавното предпријатие постојано ги реализира, тоа е доменот на уредувањето на така наречените зелени површини, работната единица паркови и зеленило. Како сте вие лично задоволени од тоа што ова работна единица го одработи 2015 година? Значи во паркови и зеленило направивме многу. И сами гледате дека го препородивме градот. Работевме во средување и уредување хортикултурно на речното корито на река Отиња. Гледате дека целата река како е средена. Работивме на уредување на парк во наслаба 8 ноември. Работивме на уредување на парк во Ново село. Работивме на уредување на парк во наслаба Баби. Работивме на уредување на паркови кај автобуската станица. Работивме на уредување на паркови кај плоштадот овде што ги направивме и на многу други места. По програма редовно ги одржуваме сите паркови површини кои што ни се дадени од општината и од градоначалникот. Направивме многу нови паркови површини. Овде ги модернизиравме и самите вработени, значи набавивме нови 16 тримери за косење на површините, набавивме 2 нови косачки со само возење да може да се косат тревните површини, се со цел да се усовршиме и да биде што подобро да бидат средени парковите. А како јавно предпријатие во 2016 година ќе настојуваме да го одржиме постоечкото што е сработено, нема да има некои поголеми инвестиции и онаму граѓаните каде што имаат потреба за средување да бидат партнери, заедно да ги следиме дворовите на сите граѓани, значи да биде целата општина да биде како што треба да биде. А исто така и хортикултурно ќе следиме реката Отиња, сега што се работи, што се гради овој дел, ќе се следи хортикултурно целиот дел на река Отиња. Иако не ви обврскано сериозно се вклучите во овој проект за уредувањето на
коритото на реката Отиња и со луѓе, и со оператива, и со се што може да помогне јавното предпријатие со цел да се заврши целиот овој проект Побрегу. Да, ова е голем проект, сите знаете каква беше Отиња во минатото и што беше. Значи, едноставно беше обрасната со дива трева, неуредена, несредена, дури помали општина од општина Штип има добро средени речни корита. Ние, градоначалникот, кога дојде, кога зеде мандатот, значи основно што рече дека ќе ја правиме реката Отиња. Започнавме и еве гледате дека веќе 80%, 70% од работите се завршени. Значи работиме заедно со вработените во општина Штип, со Лер тимот заедно, со Александар Југов заедно го средуваме овој дел под раководството на градоначалникот и за многу кратко време, некаде до месец јули, Штипник имат комплетно средена река и ќе може да се шетат не само покрај патеките, ќе може да се шетат и покрај самата река. Претпоставам временските прилики не одеа одрека да работите натака, па се претпоставам со што е најнормално, нели, штом затопли малку времето да влезете на терен. Да, значи го чекаме само да температурите малку да дозволат, ќе продолжиме со работата, веќе го направиме. Се надевам дека многу брзо ќе го завршиме овој дел сега што го почнавме. Значи ќе го направиме каналот кој што ги собира атмосферските води од Чардаван-Баши кој се влијава овде во Отиња. Овој канал не остане, уште малку имаме да споиме до самиот мост, а веднаш потоа хортикултурно ќе осредиме горниот дел со патека и овој дел ќе биде среден и продолжуваме ние на кај јавното предпријатие ИСАР да работиме, вработените во ИСАР. Ќе осредуваме овој дел, тој потек од мостот кон кулите, додека општината ќе тера напред така да со две екипи побрзо иде работа. Апсолутно. И сега кога говориме, ми се чини дали беше лани или беше, односно 2015 или 2014, зоолошката градина. Да. Зоопаркот. Зоопаркот го направивме 2014 година како проект на јавното предпријатие ИСАР заедно со градоначалникот го започнавме. Значи започнавме од ништо, на почетокот наидовме на осуда од некои од граѓаните, значи што ќе биде ова, како ќе биде, а и сами знаете дека овој парк претходно беше само собиралиште на наркомани, беше тотално запустен, значи човек да го е страв да помине овде, а камо ли да рекреира или да одмара. Еве сега гледате во што се претвори. Значи се претвори во најубавото место во Штип. Граѓаните на општина Штип нема каде да отидат на друго место ако не е зоопаркот и пешачката патека која што ја направи градоначалникот од 8 ноември до Ново село, а веќе ќе продолжи до Караорман. Значи ќе биде и велосипедска и пешачка патека, ние хортикултурно лево и десно ќе го следиме овој дел. А исто така и зоопаркот го започнавме од ништо, а веќе стана веќе во мапата на европските зоопаркови, значи мапиран како зоопарк. Имаме сите одобренија за одгледување на животни. Значи комплетно се дооформивме, влезот е се уште бесплатен, може секој да дојде да ги види животните. Значи немавте проблеми со ниските температури. Значи имаме искуство и од лани. Значи немаме проблеми, даваме на животните храна со повисока енергетска вредност за да може да се затоплат овој период и ставаме редовно постилка од слама, редовно ја менеме, дозволуваме да биде влажна за се разболат животните. Имаме со ветерината станица соработка на Штип, редовно контрола на самите животни се врши, а и ние како јавно предпријатие имаме вработени ветеринарни лица кои што ги надгледуваат животните. Претпоставам тоа не е исклучителен трошок за јавното предпријатие ИСАР, во смисла на обезбедување на храна. Голем дел од храната ја обезбедува градоначалникот. Дел јавното предпријатие, сите граѓаните кои што доаѓаат, сите донираат по нешто и секој си има по некој животно што си го храни, така да не е голем додатен трошок, а е добро за нешто за граѓаните за уживање. Претпоставам дека не само децата од Штип, туку и од другите градови доаѓаат да Зоолошката градина е многу посетена, веќе нема од соседните општини, од цела Македонија имаме, значи постои организирани веќе екскурзии кога прават дечињата, редовно доаѓаат во Штип да ја посети зооградината, веќе е прочуена и е разработена така да доаѓаат некои од нашите веќе и основни училишта, па и средни училишта, детските градинки и држат часови на самите во природа на самите, еве секој за пролети редовно одржат и часови во природа во нашата зооградина, така да ние ќе ја прошириме 2016 година, у смисла значи ќе набавиме уште мајмуните, ќе го направиме уште тој дел ни остана и ќе одржуваме хигиената до совршенство. Се надевам дека како зоопарк ќе продолжиме да работиме и натаму. Тоа е убава слика, нели, за градот и за јавното предпријатие и се една од сликите по кој е карактеристичен градот, тоа е бањата Кежовица. 2015 како работеше, имавте таму доста зафати. Ние 2014 година ги изреновиравме собите за туристи кои што доаѓаат овде комплетно со нов ламинатен под, со нови ПВЦ прозори, нова електрика, нов водовод, нови плочки во вецињата, комплетно.
2015 година го реновиравме машкиот дел комплетно, целиот општата машка бања реновиравме. Женската веќе беше реновирана делумно и овде направивме некои мали интервенции, ја доведовме и неа до совршенство. 2016 година ќе ги реновираме тушевите. Уште тие не остана. Не е нека голема инвестиција тоа, ќе ставиме нови плочки, ќе ставиме нова електромрежа, ќе ставиме нова водоводна инсталација, бидејќи до трајана и не инвестирана, ќе поставиме овде не скапо и џакузи, значи за да можат нашите граѓани да одмараат. Картата ќе остане непроменета, ако некој има мали корекции ќе биде тоа минимално нешто, многу минимално. Така да мислам дека излегуваме во пресет на граѓаните и овде кога е во прашање бањата. Наша цел е, ние во бањата имаме гости од, кажи си речи, цела Европа. Имаме гости. Да. Имаме туристи од секаде, од сите краеви. Од Балканот да не зборувам. Во Македонија па најмногу имаме туристи, меѓутоа целта ни е да го развиеме и туризмот на начин зашто не се разви ново село, да бидат закупени некои простори овде, некои куќи да се изнаемат, некои сместувачки капацитети. Значи целта ни е тоа да можеме да дојдеме до совршенство, да ја пробиеме нашата бања и да се прочуе повеќе. Во смисла вода има, немате проблеми ни со административни, ни со количини, претпоставам. Да, никакви проблеми. Имаше минатата година какви недоразбирања во смисла на добивањето на количини на вода заради... Значи тоа го разрешивме, договор е направен и имаме одредени количини на вода кои што треба да ги добиваме, а наша цел е зошто да не се направи еден спа центар. Во близина, зашто не се направи еден спа центар, да може да има, значи за сите да има, значи да биде направено еден модерен спа центар, да може сите да уживаат во него. А и бањата секој ќе се задржиме за да бидејќи таа традиција со години овде на Штипјани. Како јавно купателно. Па да. Тоа е единствено да од турско датира оваа бања и апсолутно имаме вода по квалитет втора во Европа. Треба да го задржиме тоа богатство кое што го имаме, да остане во собственост на самите граѓани на град Штип преку јавното претпријатие. Што е чиста логика. Па чиста логика е, водата е на граѓаните и треба да се истопонесуваат со нив преку јавното претпријатие. Апсолутно. Говориме за бањата Кежевица, што е тоа што, освен има ли нешто што друго можеме да го кажеме? Тушевите ќе се за џакузи ќе ова година значи ќе комплетно ќе бидат реновирани тушевите комплетно и ќе биде инсталиран џакузи кој што ќе може да граѓаните да овде да одмарат и да рекреираат. Картите за пензионерите знаете дека има одредени властници, не ја плаќаат целата карта, за дечињата исто така и понатаму овде картата нема да остане променета за пензионерите и за децата. Тоа претпоставам дека цените ќе останат непроменети заради тоа што целта не е само профитот понекогаш. Да. Бањата работи рентабилно, значи на граница на рентабилност и рентабилно, така да ќе продолжиме и така и понатаму да работиме. Што е со другиот сегмент од спротива? Тоа се гробиштата, имаше измени на законот, остана јавното претпријатие ИСАР да се грижи за парцелите. Да. Таму и нивното уредување. Да, значи ние комплетно вршиме чистење на гробните места, вршиме ископ на нови гробови, се грижиме тоа да биде средено и уредено, вршиме на косење на тревните површини кои што се на гробиштата, 4 пати ги косивме само ова лето, тревните површини. Редовно имаме своја чуварска служба која што се грижи за да не дојде до оштетување на самите гробишта и верувајте дека сето ова граѓаните го имаат само за 45 денари месечно или некаде околу 500 денари годишно во новиот дел и 300 денари во стариот дел, одлука која што ја донесе претходниот совет и претходниот градоначалник и кој што ние мораме да ја спроведеме, бидејќи имавме инспекцијски надзор кој што децидо ни каже дека мора оваа такса да ја наплаќаме. И ние започнавме, меѓутоа најќевме веднаш да осетат граѓаните, го ставивме тоа на рати, на 4 рати беше, а оваа година ќе биде на 12 рати по 40 неколку денари таму кога доаѓа да плаќаат месечно за одржување на гробните површини. Меѓутоа комерцијата овде не е битна. Дали ви значи, парите што ќе битно е значи да имаме убаво средени гробишта, ние како што и сами гледате инвестиравме во гробишта и ги асфалтиравме улиците на самите гробишта. Еве оваа година ќе ги доасфалтираме и другите улици кои што не се асфалтирани. Ќе направиме пристапни патеки во стариот дел на гробиштата за да можат своите потреби граѓаните да ги извршуваат кај луѓето кои што ги имаат овде. Секој од нас има по некој погребан таму, значи кога ќе отиде треба да отиде како човек, достоинствено да си ги... Не, и тоа е сликата и приликата на градот. Како се грижиме за нашите претходници. Максимално ќе вложиме во оваа година во гробиштата со бидејќи граѓаните плаќаат и сакаат да видат нешто од нас. Не сте тие пари, значи треба да ги реинвестираме. Ќе направиме нови патеки
ќе асфалтираме нови патеки. Овде во новиот дел на гробиштата, овој дел ќе го асфалтираме, овде ќе направиме мали патеки во самите гробишта за да можат да се движат граѓаните и така. Предпоставам дека тие пари што ќе бидат собрани по некош 40 или 400 или 500 денари на годишно ниво и не е некоја сумена бројка која ќе ги покрие сите трошоци од типот на асфалтирање и уредување. Така, ние како општината исто така градоначалникот инвестира, овде јавното предпријатие ќе инвестира, заедно со граѓаните бидејќи ги се наш партнер и ќе ги доуредиме гробиштата како што треба да бидат уредени и ќе ги одржуваме и понатаму. Говориме за активностите на јавното предпријатие ИСАР, планови, говоревме круцијалните, најзначајните сегменти. Ќе има ли пари за се за оваа година? Па, ќе има пари. Ние работиме домакински, овде морам да го спомнам и пазарот. Да. Значи, еве сега започнавме со дуќаните. Денес интензивно се работи, ако некој поминал на пазарот, ќе види, започнавме со дуќаните за 60 дена, денес ги воведовме во работата, значи они од денес почнува за 60 дена, почнувајќи од денес, треба да бидат изградени 14 дуќани од по 16 метри квадратни со посебен санитарен чвор на секој дуќан. Овие дуќани јавното предпријатие ќе ги издаде, ќе ги лицитира. Има доста заинтересирани и физички и правни лица кои што ќе ги закупат самите дуќани, ќе плаќаат одреден надоместок на јавното предпријатие ИСАР како кирија, закупнина. За 2 години ќе се врати целата инвестиција која чини некаде околу 120.000 евра. А ние како јавно предпријатие ќе бидеме со една капитална инвестиција побогати со 14 дуќани. Исто така, значи денес заврши тендерската постапка за покривање на пазарот, на дел од пазарот, некаде кошта 4,5 милиони денари. Покривањето на целиот пазар и платото од долно плато ќе биде направено бидејќи и сами гледате дека помали градови од град Штип имаат подобри пазари покриени. Граѓаните наши кога ќе отидат да пазаруваат на самиот пазар ќе се чувствуваат пријатно, а исто така и самите купувачи кои што ја нудат робата од цела Источна Македонија доаѓаат да продаваат на нашиот пазар, ќе се чувствуваат пријатно со покриени, временските услови нема да их штетат да одат на пазар, дуќаните овде ќе функционираат, значи има заинтересирани за отварање на месарници, отварање на рибарници, отварање на пиляри, значи ќе се отворат разноразни дуќани, овде има заинтересирани луѓе кои што ќе останат и железарите, овде во другиот дел кај што си беа ќе има и железари, значи кој што сака може да отвори, стандардите ќе бидат запазени, ќе биде запазени ХАСАП стандардот, ако некој ќе сака да продава и храна, значи ќе бидат направени по сите стандарди овие дуќани, со кои ќе стопанисува јавното предпријатие ИСАР, никако нема да се продадат, ќе останат во собственост на јавното предпријатие ИСАР. Средства кои возможуваат нов обрат на средства. Слушнавме нели разноразни муабети дека еве ги правиме дуќаните, ќе ги продаваме да јавното предпријатие Значи јавното предпријатие ИСАР никогаш нема да продаде свој простор. Ние може само да градиме, не и да продаваме. Сега начнавме на тема пред да го разговараме за пазарот, тоа се финансиите. Во каква кондиција во овој момент јавното предпријатие ИСАР или 2015 можеби се уште не се доработени до крај завршните сметки, се уште рано, но претпоставам дека имате некакви сознание. Да, јавното предпријатие ИСАР работи со добивка. Добра добивка. Меѓутоа, сето тоа може да се промени доколку се активира кредитот кој што имаше за останати рати. Ние знаете дека редовно ги плаќа ратите, некои други редовно ги плаќа ратите, меѓутоа има директори кои што менаџери кои што беа директори на јавното предпријатие ИСАР не ги плаќа ратите кон Европската банка. Министерството за финансии, а преку нив до Европската банка кој што го зедел кредитот. Така да 70 милиони денари се утужени пари, кои што може во секој момент да биде лошо, меѓутоа ние со градоначалникот тоа нема да го дозволиме, заедно со менаџерскиот тим нема да дозволиме да се блокираме, ќе најдеме начин и да размислуваме како да најдеме начин да излеземе од оваа ситуација. Само тоа може да го поремети финансовото работење на јавното предпријатие ИСАР, ништо друго, бидејќи имаме работна дисциплина, имаме ред, имаме визија, знаеме како, умееме како, знаеме како да стопанисуваме со парите, се со цел да нашите граѓани бидат задоволни и нема да дозволиме ништо да го поремети она што сме го зацртале за работа во 2016 година. Знам дека и вие и градоначалникот правите напори Министерството за финансии тоа да го одложи блокирањето. Има ли максимално? Еве и сето ова што се прави со огромниот авторитет кој што го има градоначалникот во републиката моментално. Со огромниот негов авторитет успеваме и се денес одржавме до сега ние ќе бевме веќе блокирани. И морам за крај да ве прашам што очекувате 2016 година, како ќе заврши предпријатието, ќе се реализираат ли проектите, бидејќи значи ние може да направиме друга емисија во месец декември. Крајот на месец декември и да го пуштиме ова сега што сме го кажале и да видиме дали ќе се реализира, што е реализирано, што не е реализирано. Значи ние не ветуваме на празно. Значи пред да дојдеме јас овде и да ви кажам ќе направиме тоа, ќе направиме тоа, ќе направиме тоа, ќе направиме тоа. 10 пати сме се пресметале, 10 пати сме одржале состанок, 100 пати сме се со градоначалникот координирале како ќе настапиме оваа година.
и конечно, поминувате до правилно терен. Генерално говорејќи, треба да го сврлиме таа заменската форма за времето, знаеш, Па многу јасно, ние реализираме. Цело време зборувавме за реализирани проекти и проекти кои ќе се реализираат. Или се во фаза на реализација. Или се во фаза на реализација, сега ова ќе биде комплетно средено до нова година. Господин Браџи, беше задоволство, благодарам за учеството во емисијата и се гледаме на крајот од оваа година. Ви благодарам на поканата, секој пат ќе бидам гостин во вашата ценета телевизија. Емитуваме комерцијални пораки. Најниски цени во маркетите на Китго. Павлака вкусно 19 денари. Мајонез вкусно 89 денари. Чаден свински врат Глобус 276 денари. Свински пршут слайс 76 денари. Макарони Гондола 39 денари. Чоколадни бананки Дона 32 денари. Пиво Наше Македонско 60 денари. Детергент Мерикс 3 кг со гратис мер 210 денари. Маркети Китго. И сето тоа благодарение на калциумот. Супериорна стартна снага. Топла акумулатори. Пакет Маркет, ваш најдобар избор и за време на празниците. Зошто ние не престануваме да ви изненадуваме. Секој ден нови промоции, гратиси, викенд акции и безброј награди и изненадувања. Ете, затоа сме најдобри. Пакет Маркет, пријател на секоја домакинска куќа. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб порцелан, кади, джакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, WC галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот, најефтиниот мегамаркет во градот ве очекува. На 5000 метри квадратни и собствен паркинг со над 100 паркинг места. Елкос Груп. Елкос Груп. Се на едно место. Храна, пијалоци, електрика, бела техника или пак гардероба. Елкос Груп, каде купувањето носи насмевка. Новогодишни вибрации во Марвел. Еден цел месец, попусти и до 30% на твојот совршен пар од колекцијата Есен зима 2015. Марвел. Најопремени и најефтини, Паневски. Продажба на иверка, медијапан и оков за мебел, како и компјутеризирано кроење и кантирање со најсовремени машини. Во Паневски и алуминиумска столарија и ПВЦ, како и оков за алуминиум и ПВЦ. Повелете и проверете во кругот на Туртел Штип или јавете се на 078 424 682. Паневски. Голема предновогодишна акција во Зендолино. Чаден свински врат 269 денари, сардина Мирела 33 денари, риба Ослич 128 денари, туна Бадуко 64 денари, златен пек 44 денари, корнишони 48 и феферони 42 денари.
Чоколадо Милка Нојсет 44 денари. Тоалет Виолета 8 во 1 85 денари. И Мерикс 2 килограми за само 169 денари. Зендолино 20 години мисли на вас. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. Масло од сончоглед, исцедено од природата. Фила. Ова е емисијата 60 минути на исток, а днес ја продолжуваме со друга содржина и со друг разговор, со друг гостин во студиото, тој е господја Сонја Манева, библиотекар при Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев. Поводот зошто днес ја поканивме во ова издание заради тоа што денеска се навршува 35 години од раѓањето на нашата поп-икона Тоше Проески, а пак библиотеката си зеде, што би се рекло, ангажман да направи една манифестација и за Тоше Проески и сето тоа да го поврзе и пред денот, односно пред патрониот ден, 4 февруари, денот на раѓањето на патронот Гоце Делчев. Господја Манева, добар ден, добродојавте во студиото на 60 минути на исток. Што беше мотивацијата? Јас се сеќавам, ама не до толку дека имало в библиотеката ваков настан. Барем може би ми избегнало од видеокругот, што би се рекло. Добар ден и поздрав до гледачите на телевизија Стар. Пред да се поврзам со настанот кој што ќе се случува, сакам во кратки црти да ја опишам улогата, функцијата на библиотеката што ја има. Значи, сето тоа е поврзано токму и со овој настан. Значи, нашата библиотека е национална, што значи центар на цела Источна Македонија, со самиот развој на општеството, со отварањето на универзитетот, за да одговори на потребите на граѓаните, го проширува и во универзитетска станова. Меѓутоа, што сакам да го потенцирам, едно е мощно важно, ние сме единствена таква установа, библиотека во градот, што го задржува приматот на јавна библиотека. Што значи зборот јавна? Јавна библиотека укажува дека на неа се трошат пари на граѓаните, и затоа ние треба на наједноставен, најефтин, најбрз, најдобар начин да им дадеме услуга, потребната услуга на граѓаните, а во исто време да им овозможиме еден спектар на културни настани кои кај нас се може да ги следат бесплатно. Во секој случај, библиотеките од секојаш биле светилишта, не само во просветната или во ширењето на литературата, туку биле качени каде што и музичката уметност и сликарството наоѓале своји моменти. Од сите области, значи промоција на културата, на уметноста од сите сегменти на општественото живење. Па затоа и секоја година, во текот на цела година се одржуваат во континуитет безброј такви настани, ги следиме од домашната историја, од домашните области, меѓутоа ги обележуваме и оние светски културни настани кои што оставиле белег во културата, во образованието, науката. Па така ова година добро познато е дека имаме нов директор, млада, свежа крв, така рекло, на ентузијаст, сака многу да направи, ние ја поддржуваме во тоа. Дојдевме на идеја, значи Тоше Проески е една личност од поновата историја, меѓутоа за своето кратко постоење остави многу. Сведоци сме на тоа. Значи и затоа и настанот кој што ќе го одбележуваме, тоа се два настана во едно, наречен книжевно музички перформанс, датум на раѓање. Тоше има датум на раѓање, но како што ќе речат безброј наши сограѓани, цела вечност за паметење. И вториот ќе биде што следува за роденденот на нашиот патрон Гоце Делчев од поминатата историја, кој што веќе повеќе од еден век го нема меѓу нас, меѓутоа на неговото дело, неговата мисла се уште живее и обстојува и е пример за сите нас, сегашни генерации, меѓутоа и идни генерации. Па затоа, одлучивме 29 е земено како ден за настан, значи помеѓу тие двата датума на роден ден, и ќе биде една топла, емотивна настан, во која сите оние кои ќе се пријават да учествуваат, било писатели, поети, сите љубители на пишаниот збор, понатаму оние што инструменталисти, вокални, било да се професионалци, аматери, разни групи, хорови, литературниот клуб Искра, со еден збор кажано, љубители на пишаниот збор, можат да се пријават да учествуват до среда, до 27 јануари на нашата мејл адреса, добро позната, преку која може да дојдат преку Facebook страницата што има библиотеката, објавена на убав памфлет.
мислам дека сите користат Facebook, тоа е еден моќен медиум кој ја распространува информацијата до секого и ќе се одржи, ќе биде, како што нагласив, една топла, емотивна, ќе се рецитираат стихови од песните на Тоше, песни наменети за Гоце, ќе се пеат песни за Гоце, ќе се пеат песните за Тоше, со една цел да ја дадеме почит, да искажеме благодарност што биле дел од нас и да оставиме на трага дека треба вечно да живеат и заслужуваат за тоа. Предпоставувате ли колку луѓе ќе ви дојдат на гости тој ден? Предпоставам дека тоа може да биде маратонска манифестација со оглед на... Верувам, веќе има интерес, се пријавуваат, значи луѓето сакаат да учествуваат на такви настани, каде што рецитирањето ќе биде проследено со музика, значи пак ќе нагласаме на топла, емотивен настан. Се надеваме на интерес, ќе гледаме на сите да им дадеме можност, колку што е може, ќе се даде макар еден стих, една строфа да се испее, секој оно што ќе се пријави да може да учествува, а претходно ќе се формира комисија, да не заборавам и тоа да го потенцирам, кој што ќе ги следи. И сите оние што смета дека најуспешно ќе успеат да искажат, да бидат во тоа своја интерпретација, ќе добијат благодарници или наградите, и тоа не е споредна работа, колку што е чествувањето на тоа е чисто наша благодарност од институцијата за нивното учество, еден потик за помладите понатаму да се пријавуваат, да ги следат тие настани, бидејќи се на 29 од колку часот? Во 13 часот во просториите на библиотеката, во оделот за изнемување на литература за возрастни, нели големата сала. Да. Тој е така наречен втор спрат. Предпоставам дека ова нема да биде ниту прво, ниту последна ваква активност во библиотеката. Не, ние продолжуваме, ние претходно имавме, да не се повторувам, значи одржуваме и обука за користење на овие маркетиншки начини за менаџирање во туризмо, следуваат настаните, следуваат датуми значени, што се ние ќе бидеме тука, вие секако со медиуми, како ќе бидете дел да ги пратите, да ги пренесувате, да ги споделувате со јавност. Уште еднаш да повториме, заинтересираните за оваа манифестација до кога може да се пријавуваат? До среда 27. Во библиотеката најдобро да ве посетат. Имейл адресата гледам веќе се пријавуваат, еве реков на Facebook страницата објавена, јас да не дали ќе ја евентуално некој телефон. Мој личен мобилен телефон, значи 078 473 480. Мене не ме представува ништо друго, освен да ви се заблагодарам што во овој цајтното од време дојдовте да проговориме за оваа манифестација, заради тоа што тоа е интерес не само и на библиотеката и на нас како медиум, туку на граѓаните на Штип и на граѓаните на Источна Македонија, па и да дадеме поттики на другите да се да не забораваат како треба да се величаат значајните личности. Да, ние секогаш ќе бидеме, значи, дел од граѓаните. Пак ќе истакнам, ние сме институција од областта на културата и наша задача е тоа да го чуваме, негуваме, како што би реклама, покри тоа што ние основната по дефиниција функција, да набавуваме, да ја систематизираме, обработуваме литературата и сите други што се материјални пишани богатства и нематеријалното, духовното богатство, бидејќи еве гледаме дека и Тоше со неговите мисли, со неговите дела, со неговата захуманост остава трага, значи нешто дека духовното е и Гоце со неговата идеја, со неговата мисла, дека богатството не заборавот на еден човек е во неговото духовно богатство, не во материјалното, бидејќи сакаме кај младите генерации сепак да ги створиме, да го воздигнеме тоа духовното, да, они позитивни вредности да ги градат во себе. Благодарам за разговорот, ние од студиото во Штип се селиме во Берово и да видиме како функционира тоа Берово на минус 20 и кусур степени, да го видиме тој материјал што сведочи за тоа како беровчани се сногеат или се сногеа, а предпоставам дека се уште таму е малку постудено од она што се наши температури во Штип. Режија, молам прилогот. Пас наводим се ке нас е стално, не е стално последните години, ама и мало и поладни години. Пред 15-16, 2001 беше многу ладно. Да. 2002 јануар некаде до минус 27,6 покажуваше. Па нормално потрошувачката на дрва се зголемува до 3 пати на тоа ладно време. Значи, ако
3 метра до 4 метра кубни за еден месец, за јануар месец само ни треба. 3-4 години имаше пониски температури, минус 29 под нулата и ви значи траја тогаш скоро цел месец. Јасно. Како се наоѓате по замрзнатите улици, нели ви сметаат? Гледате како одиме. Мада би требало да е изчистено, да нема поледици. Како е обично? Ладно. Горе, ладно. Каде бевте? До Плаваница, Корчето, така. Има ли многу снег? Не. 30 санти. Само ние можеме това да се снаодиме. Само Беровци го това можат. Памти ли Берово вакви поларни температури? Има, случувало се. Случувало се, еле? Каква ви е потрошувачката со дрва? Чутете, ме питате. Имате ли доволно дрва за да го... Имаме, докупуваме. И уште еден интересен видеоматеријал и по обем и по структура и информацијата што носи во себе, а тоа е дека во детското одделение при клиничката болница во Штип се почесто донесуваат или нивните родители ги донесуваат децата на лекување, на болничко лекување во детското одделение заради тоа што ниските температури си го направија своето. Денеска ние бевме кај раководителот на одделението за деца при клиничката болница доктор Марина Гацова и ја ги незините видувања и размисли за тоа зошто се зголема бројот на децата кои остануваат во стационарот на болницата во Штип. Да го видиме овој материјал, режија. Овие денови со ваквите температурни разлики кои се јавуваат, секако дека бројот на дечињата кои доаѓаат на нашето одделение е значително зголемен во поглед на претходните неколку недели, значи. Дечињата најчесто се јавуваат со симптоми на горно-респираторни инфекции, односно се јавуваат со покачена температура и тоа екстремно високи температури, некогаш дури до 40, кои што траат повеќе од 3 до 5 дена. Тоа е еден алармантен фактор кој допринесува да родителите ги донесат своите дечиња на детското одделение. Бројот на хоспитализираните деца како компликации на ваквите респираторни инфекции секако е зголемен. Во моментот имаме 18 деца на одделението. Дечињата сето ова го поднесуваат секако подобро отколку возрастните, меѓутоа сепак вака високите температури треба да бидат аларм за родителите навреме да ги јавуваат своите деца кај матичните доктори, а потоа по потреба и на одделение. Најдобра превенција за овие вирусни инфекции кои сега се јавуваат кај нас секако представува изолирање на болните деца од здравите. Ние знаеме дека тоа тешко се остварува, бидејќи дечињата мора да одат во градинка, а поголемите деца одат во училиште. Со тоа инфекцијата се пренесува од едно детенце на друго и овој период кога децата веќе тргнаа во школа и во градинките секако дека лошо делува неповолно врз ширењето на ваквите вирусни инфекции. Со подобрување на условите, секако дека ние зависиме од временските услови, со подобрување на условите, зголемување на температурите, се надеваме дека ваквите инфекции ќе се намалат. Превенција од овие инфекции најчесто во зимските периоди кои го препорачуваме и најдобро делува, тоа се проветрување на просториите во кои престојуваат децата. Просториите мора почесто да се проветруваат со цел вирусите да не се пренесуваат и да не бидат во таква концентрација во средината во која се задржуваат дечињата. Исто така исхраната треба да се внимава, да се консумира свежа храна, зеленчук, овоше во поголеми количини, чаеви секако кои секако ги препорачуваме за сите деца и за сите возрасти. Ја гледате емисијата 60 минути на исток и пред незиниот сам крај уште еднаш да проговориме што беа незначајните настани денеска во Штип и во регионот, а и во цела Македонија. Знаете, денеска учениците од завршните години од средните училишта во Македонија го полагаат тој така наречен екстерен испит, а мораме да кажеме дека очигледно дека екстерното тестирање денеска се лизна на поларните температури и на мразот, што е присутен насекаде во Македонија. Полагањето на екстерниот испит доснеше околу 2 часа поради паднатиот систем. Станува збор за немањето на врски, односно меѓусебното поврзување, системот за меѓусебното поврзување при одговарањето на учениците, тестот и така натаму, спороста на брзината на медиумот од училиштата во Македонија и во Источна Македонија се огради од проблемот од подобразложени дека од нивна страна се било во ред, проблемот бил системски. Прелиминарните резултати Државниот испитен центар ќе ги објави на 8 февруари, а од 8 до 10 февруари ќе трае и поднесувањето на приговори.
Нов проект 500 плацеви по 1 евро за метар квадратен ќе се нудат за младите во Штип. Во моментов општината интензивно бара локација каде ќе биде лоцирана новата населба. Намерата е да се обезбеди живеалиште за оние кои имаат намера да градат куќи. Проектот е наменен за одредена категорија на луѓе, главно млади до 35 годишна возраст, независно дали се во брак или не. Интересен овој проект, може би ќе предизвика огромен интерес заради критериумите и стандардите, особено за младите луѓе да се подобри живеачката, кои, ако успее, може би ќе останете тука. Штипското основно училиште Гоце Делчев очекува пари за 4 проекти. За 2 од нив се надева од програмата за меѓугранична соработка, односно за меѓуетничка интеграција. Освен со европски пари, училиштето планира да спроведи 2 проекти со пари од државата. Инаку средствата од Министерството за образование пак е предвидено да добијат 13 училишта во државата кои главно работат во мултиетничка средина. Вирус го наполни детското одделение, во моментот таму се хоспитализирани 20 дечиња со сериозни инфекции на горните дишни патишта. Дополнително најмалку по 30 дечиња дневно се примаат амбулантски и со слични симптоми и алармантно висока температура. Да кажем уште за временските прилики, моменталната температура во Штип е 1 степен, вечерва ќе биде облачно, минималната треба да биде -1. Утре е можно во утринските часови да имаме слаби врнежи од снег, а максималната ќе дојде до 7 степен, што е навистина благопријатно чувство, заради тоа што имавме и сношти и в сабота, па и во петокот температури кои беа под -10 степени, -11, дури вчера некаде на околу пладне беше реалната температура што чувствувавме околу -11 степени. Во секој случај, претпоставам дека и натаму, покрај тоа што сте во вашите топлови домови, топлината на нашата програма ќе ве грее. Останете со здравје, како и секојаш со програмата на Телевизија Стар.